дали градоначалникот на општина Делчево, Горан Трајковски, е пуштен низ вода од страна на Лјупчо Николовски и Димитар Ковачевски. Развојот на туристичкиот локалитет Голак во Делчево ќе почека некои подобри времиња, додека владата на СДСМ инвестира или можеби ќе инвестира во развој на осуговијата. Значи ли ова дека СДСМ по кој знае кој пат заборави за економскиот развој на овие општини како Делчево, Берово и Пекчево, кои се повеќе се изолирани без инвестиции за економски развој од страна на владата на СДСМ и ДОИ? Или ова е можеби уште една од предизборните лаги на СДСМ? Секоја инвестиција во регионот е добредојдена, но приоритетите за развој на државата се сериозно изместени од страна на краткогледоста на актуелната влада на СДСМ. Наместо економски да се развива најнеразвиениот дел од регионот, каква што стана нашата општина Делчево со владењето на Горан Трајковски, нашата општина ќе продолжи да тоне во сиромаштија и иселување на граѓаните. Затоа е заслужна директно неспособноста на Горан Трајковски, но и ненародните политики на владата на СДСМ. Делчевчани и во 2024 година ќе продолжат да се иселуваат поради неспособноста на нивниот градоначалник, кој не знае и не може да излобира да започне изградбата на ски патеката на Голак и угостителските капацитети во урбанистичкиот план, со што би се отвориле многу нови работни места. Наместо на Голак, работоспособните делчевчани, истите ќе продолжат да заминуваат и да работат во угостителските објекти во странските држави, а во Делчево приоритет ќе продолжат да бидат изградбата на старечките домови. Ја потсетуваме јавноста дека за туристичкиот локалитет Голак во Делчево во 2015 година покрај целоста реконструкција на патот за Голак беше изработена техничка документација за ски патека, како и за нов туристички капацитет, т.е. ресторан Бачило, во времето кога беше на власт ВМРО ДПМН. Но со својата неспособност градоначалникот Горан Трајковски не успеа ни еден камен да стави за развој на Голак во изминатите 6 години. Оваа ненародна и неспособна власт на Горан Трајковски и владата на СДСМ мора да замине во минатото, за да дојдат способни луѓе кои што имаат визија, знаење и подготвеност да го развијат Голак на ниво како што беше пред повеќе децении, но и уште повеќе. Економскиот развој на Делчево е најважната алка за излезот од сиромаштијата која е надвисната над нашата општина. Но Горан Трајковски заедно со Димитар Ковачевски и Лјупчо Николовски очигледно за тоа многу малку знаат, освен развојот на бизнис на неколку фамилии на високи функционери на СДСМ, како од Делчево, така и од Македонија. Ви благодарам.